мојата професија воопшто, а посебно кај мојата позиција, најважно е да бидеме припремени, работите да ни бидат испланирани, како да сега во моментот ќе се случи дефект. Битно е, значи, нашите работи да бидат завршени во, грубо кажано, мирнодопски услови, затоа што ако не сме така припремени, потоа секаква активност и нешто брзо да сработиме не родува со плод. Значи, во мојот стаж, со моето искуство, сум имала случаи на големи хаварии, кои што предизвикувале многу големи прекини во снабдувањето со електричната енергија. Во тие случаи најважно е да имаш ладна глава, да размислуваш и најдобро да ги испланираш човековите ресурси кои ти се најпотребни во тој момент, и односно луѓето, тимовите кои се многу добро изверзирани и стренирани, и да ги водиш како да најбрзо и најдобро ја завршат работата. Многу време за мислење нема. Во такви ситуации пред се и над се е битно да имаш ладна глава, да имаш практично тимови во кои што веруваш, а моменти за анализа и за некои ретроспективи на случаите имаш отпосле. Сме имале моменти кога, например, не сме имале ни телефони, не сме имале ни каде да ги полниме истите, сме ги полнеле во автомобили, чии пак светла биле единствено светло, единствен извор на светлина, бидејќи електрична енергија нема, за отклонување на дефектите во ноќно време. Значи, драматични моменти, кои откако ќе завршат, ги анализираме и врз база на тие анализи правиме искуствено, значи, сценарија како би се однесувале средниот пат. Како професионалец, но пред се како човек на раководна позиција, многу е важно да, освен професионалноста, значи да поседувате и искуство за менаџирање на човековите ресурси. Тоа е најбитна карактеристика за еден раководител. Моето мото секогаш е: не им го прави на другите она што не сакаш тебе да ти го прават. Не само за мене, туку општо прифатена дефиниција за успешна жена е жена што е свесна за своите квалитети и способности, но жена што е свесна и за своите мани. Знае да ги менаџира истите, затоа што нели знаеме дека никој не е совршен. За мене успешна жена е таа што знае да направи баланс помеѓу професијата, позицијата, семејството и она што го сака таа лично, односно интимното внатре во неа. За мене успешна жена е жена што знае како да се справи во кризни ситуации, како да одржи ладна глава кога треба. Таа е растеретена од догмите на прашањата кои што ги носат машко-женските работи. И за мене е таа која знае да заплаче кога е тешко, знае да подвикне кога има потреба за тоа. Меѓутоа, наутро, кога ќе се погледне во огледало, е задоволна од изразот и знае самата на себе да си каже: ти можеш, ти умееш, ајде, зграби го предизвикот на новиот ден.